Marijan Petkovski je lice со здравствени проблеми, но психофизички далеку поподготвен од својот помал брат Дејан да ги извршува секојдневните обврски. Од многу мали се останати сираци без татко на кој речиси да не се сеќаваат. Мајка им ги носела на вежби, на логопед, на училиште за да може да ги социализира. Пред незината смрт на Маријан таа му оставила аманет да се грижи за брат му и да не го дава во дом. Додека била жива, ако ништо повеќе ги перела и му обезбедувала храна, ке речат соседите на овие момчиња. Сепак пред 7 години ја губат и неа, па денес живеат во услови во кои не би требало да живее човек. Во куќа со покрив пред распаѓање, темни и студени зидови, без тоалет, без добри прозорци, храната не се способни сами да си ја подготват. Одат по цркви и народни кујни за да го преживеат и денот и неделата. Ладниот воздух и промајата во куќата, често овие браќа ги прави болни и дополнително безпомошни. Маријан собира шишиња и старо железо, а Дејан не е способен ниту за тоа. Тој по сиот ден другарува само со позите со кои во некој свој свет и веројатно ним им ги раскажува најдлабоките желби и тајни, а и повеќе од сигурно е, а и ќе потврдат самите дека единствена и последна желба на овој свет им е да добијат макар една нормална соба и да ја наследат семејната пензија од нивната мајка. Уште едно семејство кое што не повика, а живее во субстандардни услови е семејството на Маријан Петковски од Кочевишка бара. Денес ќе раскажеме нивната приказна. Добро, па дојдовте. Добро ве најдовме, но се надевам дека не е за добро чим не повикам. Не, чим ме побарав, не е за добро. Што се случува со вас? Која е вашата приказна, Маријан? Моја приказна е од 7 години сум без татко. Мајка ми почина 2016 и имам еден брат, го чувам аманет. Ако може да ми се помогне некако. Кој ви даде аманет? Кој ви остави аманет? Покојната, мајка ми. Што ти кажа? Да го чувам. Да? Да. Да го чувам, па додека сум жив, сите комши ми вика да го дадам у дом, не го дам. Колку сум способен ќе му помогнам. Сакате да останете верен кон аманетот на вашата мајка? Да, на мајка ми аманет. Што се случува со брат ти? Не, он кога сака па добар, кога сака се губи. Па не му дават помош. Социјална, некако да му помогне. Едно кукиче да му направи. Еве фала што дојдете, еве кујкава ќе падне. Брат ти е лице со посебни потреби? Да, па не му дава, дава на секој што има и социјално и се. Нема никаква помош, никакви примања? Па нема помош. Нема помош. Бара фитура, нега и социјално не му дава. Му дава. Способен е дека бил чува кози. Ако има шанси да ми помогнете. И куќата во која живеете на вистина многу стара? Еве, ако сакате кај мене, па дојдете бурум. Кујката 69-та е купен, пласот кујката 70 година. И козите ли седат со вас? И козите ли се со вас заедно тука? Да, бе, да. Во куќата? Зошто? Козите, он ги чува. За кози, не знам, он ги чува. Здраво, Дејан. Како си? Јас сум Оливера од Срце на дланка. Што правиш? Ќе ги носиш да ги пасеш козите? Време вика, чекаш мене, нема кој да пасе, мога да пашам ја. А што се за тебе козите? Не, што не живеам ја. Со нив живееш? Ако не си ти, што ке правам? Ке си возам. Колку толку да, шета по нехте, денот ке им помине. Ти поминува денот во нивно друштво. Но живеете тешко, гледам, не повикавте. Тешко. Па видите како чуваме кози. Изволте. Тука живеете, Марија. Да. Повели. Козите да не влегуваат вонатре, или? Повелете како живеат. Овде живеете. Да, енете и таму има све. Но тука е многу темно. Темно, што да правам? Студено е. А? Студено е. Студено, што да правам? Дрва нема. Немате дрва. Ела да видите, господи. Ела. Еве како шпаве. Се сога теп. Позади скапа, не ви. Тоа. Ако има да се помогне. Ова зашто ја греете водава тука? Да. Зашто? Па да се исперам, па машина немам. Сам перам. Сигурно во овој период не се ни бањате? Па да, нема. Студено е. Студено. Купатило не гледам, немате. Е. Купатило немате? Нема.
Marijan Petkovski na ovoj svet došao od 1974 година. 2 години е постар од неговиот брат Дејан. На татка си рече да не се сеќаваат зашто умира во дворот на семејната куќа, каде ќе го пронидат смрзнат, ќе кажат соседите. И двајцата психофизички не се добри, иако додека била жива мајка им ги носела на доктори терапии. Некаков нормален живот може би и живееле додека била жива таа, но последните години овие браќа живеат многу тешко и сиромашно. И каков да му е денот или годината, Маријан не заборава на еманетот од покојната мајка, па и покрај се грижи како знае и уме за неговиот брат Дејан. Јас сум пред 25 септември 74, он е 15 април 76. Имав еден постар брат, умра како бебе. Од 69 е купен плацот, од 70 кујката. Татко ми почина 25 декември 80-81, не знам, покојната мајка 2016 не учеше да бидеме на прав пат, не школува, поштени сме, не крадеме, ништо. Еве какво има толку, колку има пари жената купи. Толку има толку. Па ги познавам од мали деца. Јас кога дојдов тука се омажив за маж ми, тие имаа по 4-5 години. И татко им пиеше, дали тоа е наследно некоја болест што не можат добро да зборуваат и дали ги носеше мајка им на логопед, сакаше да успее нешто, ама сама остана, татко им пиеше, го најдов на едно сабајле замрзнам на жицата. Ја го памтам, сум имал 6-7 години, тој што е позади камера, па не го памти. Мојот помал брат. Не го памти твојот Не го. татко. Не. Овде има всадено бавче, лојза, све. Ја не памтам. Не ја памтите. Ниту татко ви не го памтите. Татко, не го памтам татко ми. Јас сум бил мал. Си бил мал. 2016 кај мене, јас чував кога умре, мајка ми, вака чував и ми го даде късот да го чувам, мојот брат. Ти даде аманет. Да, ами. Што ти кажа пред дома? Вика, што ми кажа, вика, синко, ја ќе умрам, па не го давај у дом. Ако го дадеш у дом, ќе се превртува жива. И сега кога ќе извинувака што ќе кажа за покојната, ми теча солзе. Солзе ми теча. Имам чувство дека живееш за брат ти. Па за кого? Ми е останатото аманет. Аманет ме вело късо на мене. Па не крија. Сите комши па ми викат да го па дадеш у дом. Не. Сум кажу. Да сум сака да не ќе го чувам. Што завршивте? Имате ли образование? Имам. Што завршивте? Јас сум машински техничар. Машински техничар. И таа продолжи да се бори со нив, колку толку им обезбедуваше храна, кој ќе ја дадет. Од една плата се знае колку може да ги онади, да ги одгледува, ама одеа на школа, на логопед. И така, тој едниот е малце поболен, не малце доста поболен. Не разбират многу ништо. Дејан. Дејан, Маријан разбират, ама и тој е со мана, Со посебни потреби. со посебни потреби. Покојната беше поврзана за мојот помал брат. И денеска ми кажу, кај е покојната, утре ќе дојде други ден. Мојот брат. Ја бара. Тоа е тоа. Поврзани. Му недостасува. Поврзани се. Мајка. Кажи ми ја. Па што да правам сега што ми теча солзе? Што му велите вие кога ја побарува мајка си? Он вика, каже,
Ако не утре, ќе дојде за година 2-5. А колку почина? 16, има 7 години. 7 години. Се се надева ќе дојде. Колку пати сум кажа, сега е паметен. Утре со памет се Се губи. губи. Тоа е тоа. Таква му е болест. Што да правам? Како живеете од како почина мајка ви? Таа беше вработена. Таа ве хранеше, таа ја одржуваше колку толку куќата додека беше жива. Да, пак ја одржам. Ја вода, плекам све. Како сум од 16 како преживеам не бит ети каучи продавам железо, отпад, шишина. Мора да го чувам човекот што ме аманет. Па подработуваат ете Вадене железа. Ќе продае нешто го запосли градоначалникот, сега колку зема, не знам. Меѓутоа, струја не пушта ни надвор, ни внатре, за да сигурно немаат пари за да платат. Штедат. Штедат. Кога имам финансии, му купам, кога па нема помагат комши, нека се живи здрави. Кој пере во куќата? Ја. Ние па ни машина, сам перам. На раце переш сам. Да, бе, да. Како перам, кај чешма што имаш кофи, па 2. Кофи. Ја. Стам на шпоред, вода се топли, па перам, после ги приперувам. Готвиш ли некогаш? Имаш ли? Дава. Да ти кажам, имам некоја комшика, фала на да придржи Господ да живе, иде у буту кујна му дават, од петок па до сабот. Кога му да, кога па нема. И ги гледам од жица секогаш, некогаш им давам, некогаш не сум тука, нема да им дам храна. Одат во црквата, некогаш земаат храна. Меѓутоа не е тоа. Го немаат оној секојдневен живот да имаат доручек, ручек, вечера. Имам, ми дат у кујна, Одиш во кујна да јадеш? секој ден. Секој ден одиш. Во кујна така ми дадат, без документи. Така ми дадат јадење без документи. Така ми дадат без документи јадење ми дадат. А навечер кога ќе ти се пријаде, тогаш што јадеш? Јадам тоа, соке на сладко, мармалад. Тоа јадам ја. Од кај наоѓаш мармалад и сладко? Ми дадат комши. Комшиите ти. Тоа јадам се. Че има тоа јадам. Нема ништо. Ене како што е. Ене, ќе ми падне. В кровот ќе ми падне. Ова е куќа стара повеќе од 5-60 години. 60, извини, 6, па 9 купен плацот, којката е направена 17 година. Сепак, има кај да седа, додека имам крв, на глава имам. Кога немам, ке идам, ке спием на улици, по контейнери. Вработен ли сте во моментов? Ја сум треба да бидам. Кога потпишувам договор до 15.1.24. Живеат многу тешко. Живеам до нив, ама еве како што ќе снимите, тоа значи не се поднесуваат миризбата, нити знаат да се исперат, нити да се измијат, нити да исчистат, козите спијат со ними, кучината спијат со ними. И ете, одлучив, гледајќи вашата емисија, одлучив да ви се јавам, да направам едно добро, да ако може да им се помогне, веќе таа куќа што ја имаат, е уништена од козите. Живееа првин долу, сега е долу све скапано, сега спијаат со нив во креветите, им носат луѓето некогаш кревети, ама тоа е све скапано внатре. Нити можат да готват, немаат место, нити да се бањаат, нити да перат, ни машина. Шпорет уште мајка им од 80 година што го купила, распаднат. Како го поминуваш денот, кога ќе станеш? Секој ден.
Што ходи секој ден, секој пат. Што правиш со козите? Се да по ниве. Значи воздух. Одиш по нивите. Што И кога е кажам? ладно? Ако е, лано, ски пушам за сати готово. Храна, од каде обезбедуваш храна? Нема храна, што има стена. Преголема мизерија, преголема. Не е тоа што ќе му поддаеме комшиите, од тоа не се живеат. Треба редовно да имаш пари, па да одржаваш куќата, па прашак да купиш, па сјај ти ги му викам донеси тенџерче да ти турам манџичка, тој ми носи изгорено немиено. Да му даде семена пензија и социјално и другото поддршка. И па не му дадо. Зошто не му даваат? Не знам. Има у нашата држава установи, не знам, сегде сум бил. Сите документи, вика, он, се што ми даде, вика, он е па добар, чим чува, кози пензија, па нема. Козите мене ме впргна. Ти рекоа дека нема право да ја добие пензијата? Да, дека чува кози. Никогаш си останувал ли без храна? Не, без пари сум станал. Пари немам за леп. Всичко ми без пари. Ја денеска сум, утре не, да му се помогне на човекот за пензија, социјално. Нека го проживее Господ. Ако умрам ја, ќе трпи за леп. Тоа ти е тебе најтешко. Најтешко ми е. Ке нема кој да го чува. Ме боли срце, бе. Ти кажам срце, пред камера кажам пред цела, па Македонија. И сега во моментов шпоретот не е запален, прилично е Не е ладно. запален, некогаш навечер некои гранки и јас им прифрлив и некои ситни им дал некој градоначалникот, ама тие штедат навечер малце ќе онадат по цел ден. Овој што е поболен се бркат со козите. Викам продај ги, вика немам пензија, не знае ни добро, не го разбирам што зборува. Тоалетот им е надвор, дома вода немаат да измијат, а во ладно не им се не излегуваат. Уствари, тие и во ладно покриени седат во јамболите што им ги даваат луѓето. Али шта? Облека? Од каде земате облека? Дават комши, дават све, црква да помага. И тоа ви е подарено? Да. Има, дава. Сиот живот така го живеете? Што да правам? Па ти да живееш денеска цел ден без топлие, без да затоплиш, без да имаш топла храна, без купатило, да уклучиш бойлер, да се избањаш. Јас не верувам дека се избањале цела зима. Таа смрди внатре, не знам како, децата секогаш ги гледам, кашлаат, болни. Баш синојка кога им кажав дека ќе дојдите, се тресеше. Вика, ми е ладно, па му реков да се напиет некоја таблетка за температура. Нон-стоп се, боси и голи. Не знам што да ви кажам, го додирнале дното на сиромаштијата. Се вели болниот има само една желба – да оздраве, а сиромавиот и болен човек посакува да има топла соба, храна и да биде здрав. Тоа се очекувањата и на овие двајца браќа, кои се надеваат на подобар остаток од животот, кога веќе половина од истиот им помина во мизерија и гладување. Ако има некои добри фирми да кај мене не, да му помогне на човекот да земе пензија. Ја колку толку има. Денеска Свети неделја бев во црква, секоја неделја идам во црква, палам, зете носам за душа, за човекот. Ако може, некои фирми, некои добри луѓе да им помогнат да им се изгради едно баракче, ако не куќа, со едно купатило, со вода да му внесат внатре, бар личната хигиена да ја водат. Еве и самите гледате, цела зима се сушат лиштата, што ги ставиле во вода. Тропаат кози, тропаат кучиња. Како спијат, Господ нека им е на помош. И затоа не можев да издржам, ви се јавив.
да дојдете да снимите, значи стварно државата да превземе нешто за овие вакви луѓе, дали размислуват за луѓето како дека се луѓе, дека треба еден бар малку скромен живот да живеат. Сега сите не се раѓаме здрави прави, секој би сакал да се роди здрав прав, ама ете некогаш природата ја дава ти такви, а сега не треба да ги оставиме така во оваа мизерија да живеат. Никој никому не му пречи да биде голем човек, да го почитува и големиот и малиот, и мокниот и слабиот, и болниот и здравиот. Секој од нас може од најситното да направи најголемо ако има доволно верба, волја и трпение. Секој од нас може да промени макар едно делче од светот на подобро, да направи нешто што никој никогаш пред него не го сторил, дури тогаш и само така може да каже дека е голем човек и дека направил и големо дело. Уште една семејство